Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Економски магазин. Тема е одлуката на УЈП и физичките лица, односно граѓаните кои имаат приходи над 1 милион денари годишно да бидат ДДВ обврзници. Оваа одлука предизвика стравка и граѓаните. Голем дел се уште не знаат што точно предвидува новото правило на УЈП. Дали воведувањето на оваа нова давачка е обид на власта да прибере повеќе пари од државната каса, бидејќи Македонија има најниска граница со која се станува ДДВ обврзник. За овие дилеми покусата пауза. Останете со нас. Намалувањето на лимитот со кој граѓаните стануваат ДДВ обврзници од 1,3 милиони на 1 милион денари годишно, според бизнис заедницата е избрзан чекор на власта во заминување. Дали оваа новина ќе ги оптовари најслабите субјекти во економијата, односно заедничиите и услужните дејности? Одговорите вечерва ги бара колегата Мирко Тријановски. Мирко, добро вечер, добре дојде на твоите гости. Кои се тие вечерва? Добро вечер. Зборот данок дефинитивно не е еден од омилените зборови на обичниот граѓанин. Вообичаено тој најчесто предизвикува страф и паника и неизвестност. Или како што рекол познатиот физичар Алберт Ајнштејн, на овој свет нема ништо потешко за објаснување и разбирање од данокот на доход. Сепак вечерва нема да зборуваме за данокот на доход, туку за данокот на промет или најдобро познат како ДДВ. Поточно, за обврската физичките лица да се регистрираат како ДДВ обврзници и да плаќаат ДДВ. На оваа тема вечерва разговараме со тројца гости. Професорката Александра Максимовска од Правниот факултет Јустинијан I на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Павле Гацов, председател на Сдруженијето на даночни советници на Република Македонија, како и представникот на Управата за јавни приходи Мухедин Авдич, раководител на секторот за даноци. Добро вечер до сите. Добро вечер. Верче повели и постави го првото прашање до гости. Така, Мирко, еве за почеток до представникот на УЈП, прашањето во последните неколку месеци се отворија низа дилеми околу тоа кој се треба да плаќа данок на додадена вредност. Дали физичките лица кои во 2016 година оствариле приходи повисоки од 1 милион денари, веќе треба да се регистрираат како ДДВ обврзници и што тоа ќе значи да ни објасни малце подетално. Поверете, господин Авдич. Во Законот за данокот на додадена вредност е предвидено сите субјекти кои што во претходната година, односно во 2016 сега, значи во претходната година кои што оствариле промет поголем од милион денари, значи заклучно со декември месец 2016 година, кои што оствариле промет оданочив согласно со Законот за ДДВ, имаат обврска да се регистрираат за ДДВ од почетокот на годината, односно до 15 јануари 2017 година имаат обврска да поднесат ДДВ пријава за регистрација и од 1 јануари 2017 година да станат ДДВ обврзници. Исто така, законот предвидува и уште две други категории на даночни обврзници кои што имаат обврска да се регистрираат како ДДВ обврзници, а тоа се оние даночни обврзници кои што во текот на годината, значи во текот на 2017 година, ќе остварат промет поголем од милион денари, имаат обврска наредниот месец до 25 да поднесат пријава и да се регистрираат за ДДВ, или пак оние даночни обврзници кои на самиот почеток од своето вршење на стопанска дејност ќе предвидат, односно имаат сознанија дека во текот на годината ќе остварат промет поголем од милион денари, имаат обврска во самиот почеток, односно во 15 дена од денот на првата активност да се регистрираат како ДДВ обврзници. Да дадам само еден пример. Да речеме, оние физички лица кои што издаваат под закуп деловни простори, ако закупот започнуваат да го издаваат од јануари месец и да речеме месечната закупнина изнесува 100.000 денари. Значи 12 месеци по 100.000 денари значи 1.200.000 денари. Значи тој во самиот почеток на издавање на деловниот простор знае дека ќе оствари повеќе од милиони денари и има обврска во самиот почеток на вршење на дејноста да се регистрира како ДДВ обврзник. Тоа значи дека овие даночни обврзници треба да се регистрираат и ги имаат сите права и обврски што ги предвидува Законот за ДДВ. Односно, влезните исполнувања имаат право при поднесување на пресметките да го одбијат ДДВ-то, а при фактурирање на закупнината кон правните субјекти имаат обврска да го пресметаат ДДВ. Така, господин Авдич, обврската на физичките лица да се регистрираат како ДДВ обврзници не е нешто ново. Таа постои во законот уште од неговото започнување, спроведување во пракса, практично стапување на сила во 2000 година, значи некои 17 години. Во меѓувреме само се менуваше прагот кој што беше основа за регистрирање како ДДВ обврзник.
Зошто дури по 15 години сега се отвара некоја дебата и многу луѓе кои што веројатно влегуваат во оваа категорија луѓе не им е јасно дека треба да се регистрирани како ДДВ обврзници. Дали ова нешто што сега го промовира управата за јавни приходи како нов начин метод да внесе нови свежи пари во државниот буџет, во државната каса? Законот за ДДВ предвидува одредени услови кои што вршат стопанските субјекти за исполнување да се регистрираат како ДДВ обврзници. Значи во минатите години од постоењето на ДДВ-то се менуваше прагот за регистрација на ДДВ. Во самиот почеток на имплементација на законот за ДДВ прагот беше 1.000.000 денари и мислам дека околу година и пол до 2 години тој праг после тоа се смени и прагот беше 1.300.000. До 2011 година, од 2011 до 2015 година прагот се зголеми на 2 милиони и од 1.1.2015 година повторно се намали на 1 милион денари. Еден од условите за регистрација за ДДВ обврзник е исполнување на овој праг, односно сите оние даночни обврзници кои што на почетокот на вршење на дејноста или во текот на вршењето на дејноста или во претходната година оствариле промет што е предвиден со законот, значи со тој праг имаат обврска да се регистрираат. Тоа значи дека и во минатите години кога прагот бил и повисок или ист како и сегашниот праг, тие даночни обврзници имале обврска да се регистрираат како ДДВ обврзници. Значи законот не предвидува дали сакам или не сакам како вршител на одредена стопанска дејност да се регистрирам. Значи законот обврзува дека секој даночен обврзник имал обврска да се регистрира. Добро, имале обврска, но дали се регистрирале? Што вели статистиката, колку има во Македонија физички лица кои што се регистрирани како ДДВ обврзници? И во претходните години имало даночни обврзници кои што вршеле, физички лица кои што вршеле одредена стопанска дејност од ночива согласно законот за ДДВ да поднеле пријави и да се регистрираат. Значи од моментално од вкупно активни даночни обврзници во Република Македонија за ДДВ, која бројка изнесе околу 40.700 со последните податоци, значи имаме вкупно околу 1041 физичко лице кое што е регистрирано за ДДВ како ДДВ обврзник. Значи ако земеме да направиме некоја проценка, односот е се уште мал на даночни обврзници физички лица кои што се регистрирале како ДДВ обврзници. И само уште едно подпрашање по одиме со другите гости. Дали УЈП во меѓувреме во овие сите изминати години условно кажано ги ловеше даночните обврзници кои што не се регистрира како ДДВ, физичките лица конкретно кои што не се регистрира како ДДВ обврзници, а има законска обврска да го сторат тоа? Значи законот предвидува физичките лица да имаат обврска и другите правни субјекти кои што ги исполнуваат условите за регистрација за ДДВ да имаат обврска сами да се пријават. Управата за јавни приходи има овластување согласно со законот за даночна постапка и со другите материјални закони има право за оние даночни обврзници кои што не постапиле согласно законските обврски и ќе констатира дека значи не ги почитувале тие законски обврски, има права со кои што може да ги воведе во системот на ДДВ или да им го пресмета данокот што бил должен да го платат. Добро, господине Гацов, господин Максимовска, дали сметате дека ова се изведува на соодветен начин? Дали даночните обврзници се информирани, ја знаат ова обврска која што ја имаат пред управата за јавни приходи и колку сметате дека се информирани за начинот на кој што треба да ја спроведат исполнат ова обврска пред државата? Еве, поверете, господин Гацов. Па, сметам дека во целата постапка недостасува некој елемент. Значи, постапката требаше да биде многу потранспарентна, погласна, појавна, да се иницира, јас дознам и дека имало такви постапки од страна на управата за јавни приходи, едукација и обука. Втора работа да се обезбедат правилници и упатства, бидејќи сепак се работи за некаква нова, условно, да кажам, правна процедура, иако законот од 1 април 2000 година, меѓутоа и последните 2 години сепак ова е фактички топ тема на работење на управата за јавни приходи во делот кај што се обврзници граѓани. И во таков контекст сметам дека ќе беше многу пофер пристапот да се одише со помека, по софт варијанта и што е посебно важно од денес па натаму. Односно, управата за јавни приходи да подвлечеше една црвена линија и да кажеше од 2016 или од 2017 ќе постапуваме вака и на овој начин, сите граѓани ќе мораат да се регистрираат кои ги исполнуваат условите. Бидејќи внимавајте, системот на ДДВ не е едноставен. Значи да имаме цел режим на постапки кои што граѓаните ниту знаат, ниту можат, ниту пак се едуцирани да ги направат. Стартуваме од тоа дека те треба
да се однесуваат со полн капацитет како ДДВ обврзник, без оглед дека се со најслаба сила, во смисла да издаваат уредни ДДВ фактури. Претпоставувам дека најголем дел од нив не знаат што значи тоа. Значи постојат 10 елементи во фактурите што мора да ги исполнат. Ако не, тие фактури не се уредни. Втора работа, да водат евиденција како за сите излезни, така и потенцијално за сите влезни фактури документи, бидејќи законот им дава еднакво право како и на најголемите ДДВ обврзници да го одбиваат влезното ДДВ. Влезното ДДВ се одбива под определени услови, значи не во секој случај. Кога и во кои ситуации граѓаните ќе можат да го одбиваат, бидејќи не е само тоа вие да пресметувате и да плаќате ДДВ, имате одредени права, ви ги дава законот. Тука требаше да се објаснат сите овие елементи и работи. Трета работа, приход и промет се различни ситуации. Овде од господинот Дино слушнавме дека нели врзоства во текот на 2016 е направен прескок над праг на регистрација над 1 милион денари. Меѓутоа, веќе во системот на ДДВ промет го мериме од аспект на испорака пред се. Значи, дури не треба ни да ви платат, ниту пак да издадете фактура ако вие направите услуга или на некого нешто му дадете, како добро производ, стока и така натаму. Така да ова воопшто не е како концепт за граѓаните разговарано и дискутирано. Се тоа ќе биде пречка во јасно и прецизно спроведување на сите овие одредби од Закон за ДДВ за граѓаните. Затоа сметам дека ова бараше разработка преку упатства, правила, процедури и така натаму, кои што ќе беа јасно презентирани и поставени на сајтот на Управата за јавни приходи. Уште полошо би било, доколку и во ваква ситуација која сметам дека е се тоа некако замаглено изведено, пак и да се казнуваат затоа што некој не се пријавил, не се регистрирал и така натаму, во услови кога и според некои концепти за некого не вршил стопанска дејност, сметам дека не работел самостојно, што се јасни дефиниции за тоа кој се треба да биде обврзник на ДДВ-то. За почеток мислам дека е добро. Така. Професорке Максимовска, дали можеби на ова можеме да гледаме како цел на УЈП да обезбеди нов контингент на платачи на данок? Секако дека целта на Управата за јавни приходи е да обезбеди што повеќе фискални приходи во касата, во буџетот на Република Македонија. Факт е дека тоа не треба да го осудуваме никогаш. Значи, нити треба да се осудува што Управата за јавни приходи го спроведува законот и ги наплатува давачките, ниту треба да осудуваме некого дека сака што повеќе да заработи, ниту треба да биде за осута што некој ќе најде начин да изврши бела даночна евазија, односно да ги почитува законите, да не плати данок, а тоа да биде согласно законските прописи. Затоа постојат и даночни советници. Прашањето е не дали вака Управата за јавни приходи постапува правилно, туку прашањето е прво дали е добро поставена целата постапка за промена, значи симнување на прагот од 2 милиона на 1 милион, тоа е преполовување на прагот, потоа неконцизност, јасност и одреденост на одредбите во севкупниот даночен систем, бидејќи едно што е најважно за една држава, за едно стопанство, па и за граѓаните во случајот, е дека треба да секогаш на граѓанинот или на идниот трговец поединец или на идниот предприемач, на идниот бизнис, да знае кои трошоци го очекуваат во иднина. Секако дека кога настапувате на пазарот, ги гледате трошоците и ги планирате цените на производот, цените на својата услуга. Во случајот кај граѓаните даночни обврзници, ние ги имаме истите тие граѓани, што најмногу себе си се поистоветуваа под режимот на персоналниот данок на доход, каде издавањето на стамбениот простор беше оданочиво со персоналниот данок на доход и понатаму е. А издавањето на просторот како деловен простор и понатаму стои дека представува приход за оданочување со персоналниот данок на доход. Но со намалувањето на прагот кај данокот на дадена вредност, во моментот кога преминувате над 1 милион денари, станувате ДДВ даночен обврзник. Всушност, се случува дека во држава каде што имаме рамен данок, каде што немаме прогресија во оданочувањето со персонален данок на доход, се врши на некој начин прелевање на прогресијата и сместување, односно преместување на еден изданочен обврзник од персоналниот данок на доход, кој ќе го премине прагот, кон друг даночен облик. Зошто претходно ова не беше прашање? Иако измената е во 2014 воведена, со започнување од 2015, меѓутоа се вели сите оние кои во изминатата календарска година. Претходно немавме случаи каде што по службена должност Управата за јавни приходи ги регистрираше и казнуваше. Сега почна на некои неубави звонци да се слуша во државата дека тоа ќе се случува. И заради тоа се сите овие прашања
И реално прашањето дали физичкото лице треба да потпаѓа под режимот на ДДВ, нема зашто да се дискутира. Тоа и со воведувањето на ДДВ си беше секое физичко лице кое што остварува услови да треба да биде регистрирано како ДДВ обврзник. Прашањето е дека сега, според мене, доваѓа до судир на два даночни облика, на норми од два даночни облика, персоналниот данок на доход, каде што се таксативно наведени кои се извори на приходи се оданачуваат, и со одредбите на данокот на додадена вредност, кој што па предходно е супериорен даночен облик секаде во светската регулатива, посебно во Европската унија, каде што услов за членство. Тој е супериорен даночен облик кој што е како по француски рецепт. Тој не трпи зачини по желба на тој што го приготвува. Туку се постојат директиви од Европската унија, според кои што оној кој што го имплементирал, од која еднаш го имплементирал, треба да се придржува на тие директиви и ние досега во овие 17 години реално, релативно се придржувавме. Сакајки еден ден без проблем да го исполниме условот за членство на Европската унија, и исто така и во регионот гледано, истата таа шеста директива многу слично, на многу сличен начин е воведена. Се разликуваме по прагот на регистрација за ДДВ даночни обврзници и се разликуваме по тоа што во некои држави ова беше на многу по-недвосмислен начин кажано и на многу по-транспарентен начин изведено. Инаку еден даночен обврзник, верувате, тешко дека граѓанин, тешко дека ќе го отвора сајтот на Управата за јавни приходи, постојано ќе гледа во брошурата или во мислењето од Управата за јавни приходи. Законските одредби, кога веќе има измени во даночното право, тоа треба да е секогаш однапред кажано, за да ги планираме чекорите како граѓани. Можеби некои граѓани ќе се откажат од издавањето на деловен простор. Можеби некои граѓани, кога гледаат дека ќе стигнат до определен праг, ќе ги намалат кредитите. Исто така, мора да се води сметка, а тоа е секогаш во даночното право секаде, дали ќе имаме поголеми трошоци, даночни трошоци за наплата на доноците, отколку што ќе имаме реално приход. Бидејќи кога се воведе рамниот данок и кога се научија граѓаните, тука мислам и за пензионерите кои што еднаш во годината на пример ќе остварија екстра приход. Тие веднаш одаја и во годишната даночна пријава поднесуваат дополнителен приход. И тоа беше вообичаено во Република Македонија. Можевме да се гордееме со систем каде што имаме се повеќе сузбивање на даночната евазија. Сега очекување е дека ќе имаме секакви начини за избегнување на регистрација како ДДВ даночен обврзник физичко лице, што ќе го оправдуваме бидејќи Република Македонија е држава каде што имаме многу ситни трговци, предприемачи кои што едноставно не сакаат да се регистрираат како ДДВ обврзници, кои што не ја познаваат регулативата, на кои што ќе имаат трошоци, од сметководствени трошоци и така натаму. Ќе го отвориме и тоа прашање подоцна. Господин Авдич, се согласувате ли со констатациите дека можеби Управата за јавни приходи малку неспретно го изведе ова? Имено дали можеби требаше една поголема транспарентност, поголема информираност на граѓаните, за да не дојде сега голем дел од нив да бидат збунети и да не знаат што треба да направат и како да го направат тоа, за да ги испочитуваат обврските кон државата што ги имаат? Во изминатиот период, односно во 2016 година, Управата за јавни приходи постојано беше присутна со разни соопштенија и изјави на разни емисии, телевизиски, радио емисии и така натаму, присутна во јавноста и запознавање на јавноста со одредени права и обврски на даночните обврзници, како во однос на персоналниот данок од доход, така и во однос на физичките лица за данокот на додадена вредност. Само да ви напоменам еден податок. Значи, ние во 2016 година извршивме обуки во 46 обуки во 36 населени места. Тоа значи буквално секое населено место во Република Македонија е посетено и извршени се обуки на физичките лица за издавање под закуп на деловен простор и правата и обврските согласно Законот за персонален данок од доход и Законот за ДДВ. Обуките беа најавени на веб страната на Управата за јавни приходи со точно наведено место, на кој датум, во колку часот, на која локација ќе се одржат обуките и контакт лице од Управата за јавни приходи, на кое лице само требаше даночните обврзници, односно заинтересираните странки да се јават и да го пријават своето присуство. Тоа го направивме намерно за да немаме премногу јавувања или преголем број на даночни обврзници или заинтересирани странки кои ќе дојдат, а ние да не можеме да ги сместиме. Значи, на овие 46 обуки, значи помина една цела плејада на заинтересирани странки, каде што сите овие прашања сега што ги разговаравме и ги објаснувавме на странките.
Добро, што кажува повратниот ефект? Задоволни ли сте од онаа бројка? Задоволни. Реално, дали онаа бројка од 1040 на даночни обврзници кои што ги споменавте е реален одраз на бројот на лица во државата кои што стваруваат промет над 1 милион денари? Фактот дека се повеќе и повеќе даночни обврзници физички лица доаѓаат доброволно да се регистрираат во управата за јавни приходи е добар показател дека се подигнува свеста кај овие даночни обврзници и веќе се запознаваат овие даночни обврзници со своите права и обврски. Но сметаме дека уште е мал бројот на даночни обврзници кои што треба да се пријават за регистрација за ДДВ. Така. Добро, споменавте даночната евазија, односно сега се претпоставува дека заради оваа некоја, да ја кажеме, димна завеса од нејасноти, дека е можно да се случи голем број лица физички да се обидат да избегнат плаќањето на давачките кон државата. Слична ситуација имавме пред некоја година кога на неколку месеци се доведе придонесите на хонорарите, па луѓето едноставно ги цепка приходите со членови на семејство, роднини, пријатели, за да не ја надминат онаа граница на просечна плата и да не влезат во групата граѓани кои што треба да плаќаат придонеси. Дали може да очекуваме и сега да се случи такво нешто? Македонија, по стариве колеги веројатно ќе се сетат, има историја на некаква ваква неизвестност од аспект на даноци, придонеси и така натаму. Јас ќе потсетнам дека првата ваква ситуација се случи своевремено кога беа ослободени од плаќање на придонеси голем број на компании со отпис на 70%, со 30% плаќање на обврски за придонеси. Вие сте млад, може и не се сеќавате, претпоставам колегите ќе се сетат на ваква работа. Многу слично на ова беше одиграно и со воведувањето на плаќање на придонеси на авторските хонорари, ангажмани, договор на дело и така натаму. Се виде дека не е спремна Македонија да го спроведе тој закон како што треба, така да важеше само до месец јули. После тоа престана оние што беа фатени во мрежата на нефер начин. Се разбира дека пред даноците мора сите да сме еднакви. Можеби некој имал информација, почекајте, не ми исплатувајте, ќе го укинат законот во август, па тогаш ќе си ги земам нето приходите со поголем износ. Се разбира, се тоа, јас би рекол, е форма на даночна неправда. Тоа е најлошата форма на неправда. Во Република Македонија го има тоа. Затоа и вакви нејасноти, кога некој ќе влезе и ќе се регистрира доброволно, сметајќи дека треба тоа да го направи, читајќи го законот, ама друг нема да го направи и нема да биде побарано од него да се регистрира, односно управата нема да стигне до него низ некакви од своји форми и канали, повторно ќе биде некаква ситуација на даночна неправда. Пазете, јас да се спуштам на попрактично ниво. Во овој момент многу млади лица остваруваат приходи од вршење на некакви софтверски активности за странство. Значи им плаќаат од странство. Сега прашање некој, барем кај мене како консултант, често пати доаѓаат такви лица, гацав дали да се регистрираме за ДДВ, бидејќи веќе далеку го надминавме прагот од 1 милион. Сега, пазете, тие лица не го познаваат законот. Јасни правила во еден член кој што зборува за услугите, предпоставам колегата веднаш знае за што се работи, членот 14 став 3 зборува за тоа каде паѓа местото на прометот и дали треба да се плаќа ДДВ на тоа. Бидејќи местото на прометот за таквиот тип на услуги, еве ги охрабрувам тие млади луѓе, паѓа во странство, немаат обврска ниту да се регистрираат за ДДВ, бидејќи тоа не е од даночив промет. Втора работа, во дефинициите на законот за ДДВ вели како услуга ќе се смета издавањето на движни и недвижни ствари. Тука веднаш ги препознаваме закупнините. И генерално ние, еве, од аспект на советници, немаме многу аргументи да побиваме дека физички лица што остваруваат приход од издавање по закуп, внимавајте на деловен простор на правни лица, ги издвојуваме физичките лица, бидејќи тие не се во тој режим, повторно затоа што има посебна одредба што ги ослободува нив од пресметување на ДДВ. Испаѓа дека законот некако јасно ги дефинирал закупнините дека треба да влезат во таквиот режим. Меѓутоа, во овие денови јас сум бомбардиран со некакви ставови мислења, като што се додадени авторски хонорари, не знам, надомести за членство во надзорни одбори. Тоа се, каде е тука стопанската активност, каде е самостојноста и несамостојноста. Значи се кинат, се цепат постулатите на ДДВ-то и испаѓа цела ситуација многу несериозна. Затоа велам да не се вратиме во годината кога го забравивме на плаќањето на придонеси на авторските хонорари или на некои други моменти. Сметам дека на ова сето треба да се пристапи многу посериозно во однос на она како сега во моментот се води работа. Добро, господин Авдиш, за да биде јасно,
кои се услуги кои што може да ги понуди физичко лице влегуваат во категоријата на оданочиви услуги во категоријата во однос на данокот на додадена вредност. Затоа што навистина се споменаа различни категории. Дали тука влегуваат авторските хонорари, дали тука влегуваат членувањето во надзорните одбори, односно приходите кои што ги остваруваат граѓаните од членување во надзорни одбори. Законот за ДДВ јасно определува кои се даночни обврзници и таму вели дека сите субјекти кои што вршат одредена стопанска дејност представуваат обврзници за данокот на додадена вредност. Под стопанска дејност се подразбира производство, трговија или вршење на било каква услуга. Во одредени членови од Законот за ДДВ се дадени одредени ослободувања и тие ослободувања се фактички наведени таксативно во Законот за ДДВ. Значи, издавањето под закуп на движен или недвижен имот од страна на физички лица не е наведено во овие ослободувања, што значи дека тоа представува еден вид на стопанска дејност, односно издавање, вршење на одредена услуга. Исто така, договорите на дело, односно повремено вршење на услуги на правни или на физички лица кои што вршат самостојна стопанска дејност, представува оданочив промет согласно Законот за ДДВ. Значи, во ослободувањата ги нема нити авторските права, нити ги има овакво прометот што е остварен од контролните тела, како што е надзорниот одбор кон одредени субјекти. Значи, надзорните одбори или овие претходниве категории на промети што ги наведовме, значи тука самостојно настапува физичките лица за извршување на одредени промети. И затоа тие промети се оданочеви согласно со Законот за ДДВ. Добро, професорке, доколку не слуша сега некој... Така, само кратко, доколку не слуша сега некој издава под кирија некој одреден простор за околу 1000 евра месечно, дали од утре ќе почне веќе да бара начини да го избегне платењето на ДДВ? Доколку некој што издава простор деловен и киријата е над 1000 евра, он и да престане да го издава, одредбата е за изминатата година. Ако изминатата година го издавал и ако оној кому му го издавал за тоа има доказ, тој ќе биде службено регистриран за потребите на ДДВ. Јас би се навратила во овој делот каде што кажува другиот гостин за што се подразбира под стопанска дејност. Проблемот всушност се крие овде. Што ќе дефинираме под промет на добра или на стоки или на вршење на стопанска дејност, и во членот 1 вели се она што е промет на добра. И то тука е во ред. Некој во случајот дава, например, услуга на актерска улога во определен филм. Тоа претходно го разговаравме со вашите колеги доле во редакцијата. Тој што е вработен во оваа телевизија и прима во оваа телевизија плата, тој не е даночен обврзник на данокот на дадена вредност, без оглед колкава е неговата плата, бидејќи за тоа плаќа персонален данок на доход. Оној момент кога ќе го викнат од некоја независна продукција во Република Македонија да оствари, да има улога, која што може да биде, да претпоставиме 20.000 евра во денарска противредност, дали во тој момент автоматски ќе се префрли дека треба да биде ДДВ даночен обврзник, бидејќи него ќе го опфати членот 6, каде што платформата е многу широко поставена. Што се смета дека е давање на услуги. Тука е тоа што кажува колегата дека имаме многу прашања, дали ако давам авторски услуги, дали ако обивам учебник, дали ако обивам книга, дали ако ја дадам, дали ако сум новинар кој што е платен за својата работа, на платен список во едно предпријатие, всушност дава и како професионалец, мешање на поимите што е приходи, што е промет, и мешање на поимите што е вршење на професионална дејност, а што е стопанска дејност или промет со добра и со услуги. Кога тоа би било расчистено, бидејќи имаме два даночни облика, персонален данок на доход, каде што се спомнати сите видови на приходи од вршење на професионална дејност. Значи сега да ги ставиме малку закупнините на страна, сите оние другите. Тука ќе дојдеме до едни исти лица, да имаме нивен третман на вршители на професионална дејност се до прагот, а над прагот преминуваат во стопанственици. Дали некој со самото купување на опрема, да речеме компјутер за работа, ако издаде книга во текот на годината или ако напише роман кој што ќе стане бестселер и има договор за определен процент од приходите, тогаш е стопанственик, а е вработен, да речеме, во некоја институција, значи имаме колизија на нормите постојано, доколку не се расчисти, се додека онен момент не се расчисти, и тоа не може да го направи Управата за јавни приходи. Бидејќи Управата за јавни приходи не го носи законот. Законот се менува во парламентот на Република Македонија, а творец на даночната политика во Република Македонија е Министерството за финансии. Така да Управата за јавни приходи го спроведува законот, а законот во моментов е само фокусиран на закупнините на деловен простор.
Меѓутоа, се поставуваат прашања, бидејќи е многу широка таа платформа, што се ќе се смета за давање на услуги. Ако така тргнеме, да, може да очекувате дека граѓаните ќе бидат како она, знаете, сиромав човек, ѓавол човек, или не е за осуда ако некој најде начин да не плати данок ако тоа е во согласно со законот. Даночните советници широм светот заработуваат огромни пари, советувајќи ги компаниите како да се снајдат во даночниот лабиринт. Во Република Македонија имавме и се уште сметам дека имаме релативно едноставно за примена даночно законодавство. Имаме 3 вида на даноци на централно ниво и 3 вида на даноци на локално ниво. Секој би можел да се снајде и допред некое известно време луѓето и како се снаоѓа, бевме држава за пример што може да се пофали каде што имаме со текот на годините намалување на даночната евазија. Бидејќи претходно имавме проблем да ги доведеме граѓаните во управата за јавни приходи да поднесат годишна даночна пријава. Во претходно, може би паметите, имавме низа на граѓани кои што издаваа простор, без разлика деловен или за стамбени цели, кои што го издаваа, не го регистрираа тоа. Па имавме проблеми со договор, без договор. Сега веќе тоа нема. Никој не сака за тие 10% персонален данок на доход да не спие мирно. И добро е да имаме таа даночна свест кај граѓаните. Сега малку се враќаме чекор наназад. Јас за тоа не би рекла дека одговорна управата за јавни приходи. Еве чув дека има обуки. Јас како граѓанин не сум слушнала за таква обука, како професор на факултет каде што имаме мастер за финансии за даночно право, не сме слушнале за таква обука. Но творецот на даночната политика, тој што има замислено оваа норма, неедноставно ја нема прецизно, конзистно, јасно поставено и на тој начин имаме проблем во имплементацијата. Така. Гледате економски магазин на Алса Тем телевизија. Куса пауза за реклами, па се враќаме со дебатата. Добре дојдовте назад во економски магазин на Алса Тем телевизија. Зборуваме за врската на физичките лица да се регистрираат како ДДВ обврзници. Ја споменавме во неколку наврати границата од 1 милион денари. Оваа граница, според информациите кои што ги имаме, е најниска во регионот. Дали врз која основа, господин Авдич, е утврдена оваа граница од 1 милион денари и дали е тоа што имаме најниска граница во регионот позитивно или негативно? Може би од аспект на управата за јавни приходи е позитивно, меѓутоа како тоа го доживуваат даночните обврзници? Во разни даночни администрации и во зависност нормално од економскиот развој на самата држава, воведени се различни прагови за регистрација за ДДВ. Во некои држави, во моментов не знам, мислам дека само во западните држави една или две држави имаат многу низок праг. Дури некои може да станат и ДДВ обврзници со самиот старт на вршење на стопанската дејност. Значи воопшто не е битен ни висината на прагот. Кај ни висината на прагот е само чисто од техничка природа. Меѓутоа, во околината на Македонија, сите држави што имаат воведено ДДВ, значи имаат разни висини на прагот во зависност од тоа како е оценето во самата таа држава. Во однос на прагот од 1 милион денари во Република Македонија или, да речеме, во претходниот период кога било 2 милиони денари, секогаш сме имале на едни даночни обврзници да им одговара тој праг, а на други даночни обврзници да не им одговара тој праг. Односно, сите оние даночни обврзници кои што вршат производствена дејност, настојуваат прагот за регистрација да биде што понисок, додека оние даночни обврзници вообичаено каде што вршат услуги или каде што наплатуваат во готово во кеш, нив повеќе им одговара прагот да биде што повисок, односно да не се регистрираат за ДДВ обврзници. Да го кажам ова кроз примери. Значи, оние даночни обврзници, зборам за микро и за мали даночни обврзници, бидејќи збориме до границата на остварување на прагот или неостварување на прагот. Значи, оние даночни обврзници кои што имаат производствени дејности, нив им одговара прагот да биде помал, затоа што можат многу лесно да се регистрираат како ДДВ обврзници и да ги искористат правата што ги предвидува законот за ДДВ, односно за набавка на репроматеријалот или при увоз на репроматеријал, значи они ќе имаат можност веднаш да си го повратат
кроз поднесување на даночната пријава да си го вратат ДДВ-то, односно да извршат одбиток на влезното ДДВ. Односно, нивните репроматеријали нема да бидат оптеретени со ДДВ и тие можат во целиот процес на производство да ги користат репроматеријалите, па дури и кога ќе им биде готов производот и ќе биде ускладиштен во магазин, да не биде оптоварен со ДДВ. ДДВ-то само да го плаќаат при продажба на готовиот производ. Од друга страна пак, оние кои што вршат претежно што вршат услужни дејности, или еве да го земем примерот со угостителите, кај нив повеќе одговара прагот за ДДВ да биде што повисок. Еве еден пример. Да речеме кај угостителите, они го набавуваат пивото по 35 или 40 денари да земеме, значи 15% на влезно ДДВ кај 40 денари е 6 денари. Во некои кафичи знаеме, односно угостителски објекти, дека истото пиво се продава 100 денари. Значи на тие 100 денари, ако ја земеме пресметковната стапка од 15%, значи треба да се плати 15 денари ДДВ. Разликата од 6 до 15 денари останува како заработувачка на самиот даночен обврзник. Затоа, значи, определувањето на висината на прагот за регистрација за едни даночни обврзници одговара, за едни даночни обврзници не одговара. Значи, законодавецот пронашол која е најдобриот праг за регистрација за ДДВ во Република Македонија. Господине Гацов, 1 милион денари, висок или низок праг? Пренисок. Прагот е пренисок, треба да се покачи, бидејќи ова е доказ дека многу влегуваат под цртава, тоа значи дека многу ќе има повеќе администрација во управата, ефектот од тоа ќе биде премал. Ако очекуваме од 2040, поставам еве условно да кажам, немаме информација што вака по години не е анализирано, еве ова 10 пати да се зголеми, да станат 10.000 даночни обврзници граѓани во однос на 40 и нешто, значи 25% би било зголемување на бројот на даночни обврзници, што претпоставам за било која управа бара ресурси. Меѓу другото софтверски, контролни и така натаму и така натаму. Во овој контекст кога колегата од управата зборува дека вршењето на услуги во угостителството дава право на одбивка и така натаму, во контекст беше тоа на прагот, да споменеме дека граѓаните не се значи тие не вршат стопанска дејност. Ова што го спомнуваме, фризери, угостители, не знам и така натаму, тоа се вршители на дејности, тие треба да се запишеме во советен регистар на угостители, не знам, на занаетчи и така натаму, да се едноставно се занимаваат со стопанска дејност, бидејќи тоа им е преокупација. Граѓаните често пати остваруваат приходи од случај до случај. Во некои дефиниции забележувам одговор зависи од тоа дали сте го повториле прометот. Во смисла дали само еднаш сте направиле 1.250.000 па сте прескокнале милион, или пак ви се повторило два пати тоа сте го направиле, па 600.000 минус 200 треба да се регистрирате за ДДВ. Несериозни се тие толкувања. Значи се тоа дава до некаква слика дека е импровизација целата работа и затоа јас уште еднаш се обидувам ова да го да го наметнам како чувство на граѓаните, бидејќи сега зборувам и како граѓанин, али зборувам како даночен советник, чекор назад да се врати целата процедура, да се стартува, кажав, со правила, процедури, инструкции и така натаму, кои што ќе влезат во сила како официјални документи. Еве, втор пример за целата оваа ситуација да ја направиме вака после ковид. Автор сте. Дали како автор ќе имате право на набавениот компјутер од 150.000 да го одбиете влезното ДДВ. Затоа што како автор ќе треба да пресметате излетно ДДВ. Втора ситуација. Пресметувате ДДВ, сте во режимот на регистрирани ДДВ врзници, ама издавате фактура кон субјект кој што е во групата на субјекти што немаат право да го одбијат влезното ДДВ. Значи ќе биде на таа компанија, на тој ДДВ врзник, ова ДДВ трошок, ќе ги зголеми трошоците на работењето. Поентата е ДДВ-то да не ги товари ниту еден субјект во фазата, се до крајната потрошувачка. Значи, овде гледаме дека ова ќе има чисто фискални ефекти, никакви други. Значи, само математиката за државата ќе биде чиста, за компаниите ќе биде лоша, односно неповолна, ќе немаат право на одбивка. Дали сметката за струја, бидејќи вие претпоставувам на струја ќе го работите својот текст еве како новинар, ќе ви даде за право управата да го одбиете, ама ќе ви рече, ама чекате, вие готвевте. Така да, овде бара па да го поделите прометот, над промет што е поврзан со излезниот промет, во однос на нешто е за лични цели. Можете ли тоа да го направите? Ни подразно не може да го направите. Така да ќе бидете во ситуација да имате право, а да не може да го остварите, зборувам за одбивката на влезното ДДВ, додека јасна е позицијата кај излезното. Толку пресметувате колку што имате промет, односно приход со речникот на граѓаните. Затоа велам,
многу аспекти се прескокнати, односно не се објаснети. Така, професор, ке во овој контекст, дали епилогот од ова може да биде дека физичките лица кои што треба да се регистрираат како ДДВ обврзници, да имаат трошоци за ангажирање, да речеме, даночни советници, за ангажирање сметководители и така натаму, исто така и државата да има, односно правата за јавни приходи, соодветен трошок за да ги реализира практично сите овие наплати на ДДВ, и дека овој ефект, наспроти ефектот прибрани средства во буџетот од овие ДДВ обврзници кои што реално се навистина мали. Прво да се признесам и јас дека сметам дека прагот за регистрација на ДДВ е многу низко поставен, посебно што доаѓа, се спомнува 1.302 милиона па милион. Многу е важно дека од 2 милиона е преполовен на милион. Втора работа е дека граѓаните, сега само за нив да размислуваме, граѓаните, физичките лица, тие во ниедна интенција, а ДДВ-то е замислено уште во 1920 година од Вагнер, па потоа во Франција воведено во 56-та, па потоа прифатено од Европската унија и така натаму. Никаде ДДВ-то не било замислено како даночен облик кој што е фокусиран кон граѓаните, туку напротив кон стопанствениците. И сега, ако граѓанинот го ставаме во ситуација да има, да поседува мини софтвер, јас велам, кој што постојано ќе отчукува, ќе пресметува дали влегува во групата, дали не влегува, доколку влегува, што да стори, дали да продолжи понатаму со тоа што му тргнало да го заработува или да се повлече, дали да ангажира сметководител, колку средства ќе му одат на сметководствени трошоци да ангажирате сметководител денеска и така натаму ќе дојдеме во ситуација да ќе имаме некакви приходи зголемени за управата за јавни приходи, меѓутоа реално ќе имаме тоа што е најлошо според мене, правна несигурност кај граѓаните, понатаму непредвидливост на приходите, бидејќи секоја даночна администрација прави проекции кои што ги дава понатаму во буџетот на Република Македонија, кога го планирате буџетот, имате проекција за следната година и за следните 3 години, и таа правна несигурност кај граѓаните ќе се рефлектира, а трошоците што ќе ги имаат оние граѓани кои што на почетокот спомнавте се фатени, се навистина поголеми според мене од приходите што ќе бидат собрани. Јас гледав некои податоци кои што ги имаме, но ги немаме структурно покажано дали приходите на ДДВ во изминативе 2 години по физички лица и по правни лица, реално тие не се зголемени. Што значи дека доколку оваа мерка, велиме дека и претходно имало, се спомена бројка од 40.000 граѓани, зошто тогаш немаме пораст на приходите од данокот на додадена вредност? Моje мислење е дека треба да се врати работата наназад, да се обмисли уште еднаш и доколку е потребно, оние граѓани кои што заработуваат повеќе во државата, каде што имате едноставно ситуација на сиромаштија во оваа држава, каде што кога некому ќе му спомнете дека некој заработува над милион само од еден вид на определена дејност, првата мисла што ќе му падне некому од посиромашните граѓани, од повеќето е па нека плати. Меѓутоа тоа нека плати не е во даночното законодавство на Република Македонија. Ние имаме рамен данок со стапка од 10% на персонален данок на доход. Зошто сега наеднаш ги фаќа државата оние кои што заработуваат повеќе од вршење на професионална дејност со друг даночен облик? Зошто? На различни начини ова може да се реши. Може да биде со даночна прогресија, може да биде со посебна засебна стапка за оние што надминуваат приходи физички лица, може да има покачување на прагот на ДДВ-то, враќање на назад. За секакви решенија мислам дека постои простор, а ова е необмислено и треба да се реобмисли и да се постави на едни поздрави основи и секако е потребна малку поголема кампања. Онаква како што беше кога се воведуваше ДДВ и за кое што имаме многу пофалби од Европската комисија. Така, господин Авдич, на крај да одговориме на прашањето што можеби најмногу ги мачи граѓаните. Дали управата за јавни приходи практично безрезервно ќе ги казнува сите оние кои што не се регистрирале како ДДВ обврзници? Казните се ми се чини според законот парична глоба од 250 до 375 евра, или можеби ќе прогледува на прсти, ќе поминува тоа со предупредување за да знаат граѓаните да едноставно дали може мирно да спијат? Ја преска спомнав дека во претходниот период, односно во 2016 година и во 2017 година, управата за јавни приходи продолжи активно да ги информира граѓаните за нивните права и обврски. Така да спомнав дека и се поголем број на граѓани, физички лица кои што остваруваат приходи, односно вршат промет согласно закон од даночив согласно законот за ДДВ, доаѓаат и се регистрираат во управата за јавни приходи.
Управата за јавни приходи настојува да биде партнер кон даночните обврзници, односно да има еден таков фер однос со даночните обврзници. Но за сите оние даночни обврзници кои што нема да се ги исполнат своите обврски, а Управата за јавни приходи кои констатира дека ги исполниле условите да се регистрира за ДДВ, а не го направиле таа мора да ги спроведе законските одредби. Ви благодарам за гостувањето во Економски магазин. Почитувани, една од најцитираните мисли која се однесува на даноците вели: на овој свет ништо не е сигурно освен две работи – смртта и даноците. Инаку, јас би додал дека постојат луѓе кои веруваат дека и по смртта постои живот. Постојат и такви кои веруваат дека може да не и платат данок на државата. Овие вторите најчесто не се во право. Верица, тоа е се од студиото 2. Да, Мирко, додека граѓаните пак постојано се оптеретуваат со нови давачки и од година во година стануваат се посиромашни, во владата планираат да се гоштеваат со пилешко месо. Тие вчера преку оглас на Бирото за јавни набавки прибираа понуди за набавка на свежо пилешко месо во вредност од 13.000 евра без данок на додадена вредност. Нив нека им е на здравје. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам добра ноќ.